Добар ден. Прво морам да ви кажам дека ми е мило што не посетивте и да ве запознаеме со одредени функционирањето на ВП-домот, позитивните и негативните страни, во смисло, што е позитивно, што не сметаме дека треба да се подобри во тој систем што ние моментално го практикуваме. Што имам првичен печат од мене дека системот, објектот како воспитно-поправен дом или воспитно-поправна установа е изграден неодамна, почна да се одградува во 2014, пуштен во употреба 2020 година со сите потребни услови за престој на штитениците што ни се тука. Во смисла на сместување, канализација, водовод, и сите други просторни услови што се потребни за еден штитеник. Може да после сега како е планот, може да се види дека е еден примерна просторијата штитеникот што е кај нас сместен. Има собствен кредит, собствен телевизор, собствена бања, да речеме тоалет, условите се на добро ниво, може да се каже и најдобро ниво на Македонија, Република Македонија, во поглед на ваквите објекти што се однесуваат за лица кои што им е одредено воспитна и казнена мерка. Инфраструктурата, целото е дел функционира безпрекорно. Задоволени се меѓународните стандарди, пошто ние имаме се претходно, за мој период не, меѓуто претходно имало и од други, како од наши државни органи, така и од странски, што вршиле контрола на условите и смештајот и затоа имаме позитивни препораки. Колку деца во моментов издржуваат мерка упатување во воспитно поправен дом? Моментално тука имаме 25 деца или штитеници што ја издржуваат воспитно образовната мерка во воспитно поправниот дом. Воспитно-поправната мерка. Која возраст? Истите се на различна возраст, односно од 14 до 20 годишна возраст. Кажете ми условите, еве како што веќе рековте, се согласно меѓународните стандарди. Инфраструктурата е на солидно ниво. Децата тука имаат услови да вежбаат, имаат кујна, трпезарија, простор, двор, имаат услови каде што физички може да ги остварат тие одредени активности. Но проблемот останува образованието. И оваа година, децата не почна основното образование за децата во воспитно-поправниот дом. Тоа не е проблем од сега, тоа е проблем што се влече низ годините поради немање на системско трајно решение, бидејќи досега образованието се спроведуваше со проекти меѓу Министерството за образование и UNDP, потоа децата добиваат дипломи кои што понатаму не беа важечки во формална смисла како да завршиле одреден степен на школување во основно образование. Докаде овој процес? Дали сте во контакт со институциите? Како што самата рековте, овој проблем е затечен и од моја страна, претходно бил така како што напоменавте, дека воспитно-образовниот процес не се остварувал согласно законските процедури, односно тоа се адхок проекти кај што не се соодветни, односно самите деца немаа за тоа некои сертификати добиваат што не би им помогнале во делот понатаму кога ќе излезат тука да се го најдат да си го оствара своето образование, односно да најде работа или може да се запише на факултет. Согласно законот за извршување на санкции, секој лице, од кога ќе биде поставен воспитно-образовниот процес, треба да добие соодветно свидетелство за завршено образование, кое што се знае како дека ќе му биде издадено, меѓуто не треба да стои дека е издадено од страна на воспитно-поправен, дека тука престојува, дека тука го остварува. Во смисла на образованието, ние првично кога дојдов од страна на моите стручни служби, раководител на одделението за третман и ресоциализација, ми беше кажано дека токму тој проблем е најголем тука, другиот проблем се надеваме дека не е, тој е најголем проблем. Ние се обратиме до
до управата за извршување на санкции со допис кај што сме обврзани, значи да ги известиме дека кај нас тој процес не се образовен процес не се остварува и да се инициира, односно согласно законот повторно сведечен од страна на управата, значи се достави предлог до Министерството за образование, значи да изнајде начин за да тоа образование профункционира. Се знае дека, како што вие самите рековте, дека е овој системски проблем не е од вчера. Значи тој проблем треба да се дојде до измена на одредени закони и други подзаконски акти кои можело да се усогласи во целост. Значи тоа не може да биде се како што биде со проекти, нити пак да биде брзо плето. Значи мораме и сега одма, ако го направиме тоа, мислам повторно ќе навлегнеме во некои проблеми што не би требало адхок да се решава. Значи тоа треба да биде системско решение, па ако се може после дека биде второ полугодие од наредната година. Значи сега моментално мислам дека се уште не може да се спроведе тој процес или да започне. Значи вие велите дека течат работите и министерка Тејанаска во изјава за МИ и одамна во изјави за други медиуми посочи дека во ноември ќе се направат тие законски измени на Законот за основно образование и Законот за образование на возрастни. Меѓутоа тие законски измени, или како што самиот кажавте, ако се направат во ноември, тој процес нема да може веднаш да стартува. Значи пак ќе има некоја, како да кажам, дупка во почетокот на образованието на овие деца. Споминавте можеби во второто полугодие би почнал тој образовен процес. Што во меѓувреме? Што се работи со тие деца? Еве не само сега, туку и минатата година и претходните години, како имало прекин на образованието, сега вие може да говорите сега за овој период кога сте вие тука, но што сега прават тие деца? Наместо да бидат во училишни така? Значи сега во моментов, има одредени деца што више се запишани на дали основно или са претежно се во средно образование и ние за тоа им излегуваме во пресред, кога нормално таму се водат онредни ученици и кога закажува испити од наша страна им се доволуваат, односно се носат претходно им известуваат за денот кога треба да се полага 1, 2, 3 колку испити има. Од наша страна се организираме со наша службена кола, воспитач, нормално и од страна затворската полиција, детето се носи, по зависност кај треба да го полага испитот, не значи дека тука, ни цела Македонија, пошто тука ни се штитеници од цела Република Македонија и ние им излегуваме во пресред моментално на тие деца што ги има. Меѓутоа, за жал, станува збор за средно образование, но да, моментално имаме три лица кои што се имаат тековно средно образование запишено, различно прва, втора, трета година и ние им ги излегуваме во пресред. Меѓутоа, за жал, другите нема основно, може има некој нема ни основно, па се гледаме на друг начин истите да ги ресоциализираме во смисла да ги вклучиме во практична или работа од страна на инструкторите што ја го вршат на некои други работни задачи кои што би им помогнале во работата. Меѓутоа, секој образование тоа е тоа. Значи, ми мораме секако некако во таа ресоциализација да ги ангажираме, барем во тој дел. Имаме пример, некои си заинтересирани во слободно време бербери, имаме берберница, условите ви кажа се адекватни и добри, и меѓу себе се подстрижуваат, некои си покажува се интересна за бербер. Моментално има во смисла на некои други активности, изработка на завеси, таке други работи, кои што во некоја практична таква работа. Значи, штитениците имаат одредени модели на ресоциализација со кои што развиваат вештини, кои што понатаму може да им користат да се вработат од како да се тука. Значи, колку ќе се трудиме, барем нешто, барем ако ништо повеќе да ја стегнат за работна навика, за да утре можда секој ќе се вработи, барем да има таа работна навика за работа, се колку ќе биде тој интерес што се моментално ги стварува, може на дел, може нема. И за жал и со вработените име, тука, значи, од почеток не го спомнаме, имаме проблем со
вработените во делот на ресоциализација и третман. Колку вработени се во Во моментот? моментот се 4 воспитачи, двајца инструктори што се за работа и раководителот на одделението за третман и социализација. Да. Значи, тука според законски прописи, значи, на еден воспитач му должи на 5 до 7 штитеници, што значи дека не ни се доволно кубуриме со одреден кадар во смисла на воспитно процес, односно процесот на ресоциализација и третман. Дали ги информирате надлежните во случај во правата Па за ние- извршување санкции да ви овозможат вработување на нови кадри? Така да, значи секоја година, сега овој период, значи се доставува тој годишен план за потребите од вработување до управата за извршување на санкции. Моменталната ситуација ја знаете, можда ние не знаете, меѓутоа моменталната е со проблем со финансиите, значи кога тој буџет ребаланс, дали до нова година би ни се задоволили, ми имаме поднесено и сакаме да не се удоволат тие потреби, меѓутоа да видиме доколку и како ќе го надминеме проблема, се надеваме дека ќе се надмине. Има ли позитивен пример? Еве, вие колку што сте тука, сигурно и вработените ви ги пренеле нивните искуства. Позитивен пример на некоја дете кое што излегло од овој дом и едноставно продолжило и се интегрирало во животот, во секојдневието, се вработило, кој надминало она за кое што претходно тука било упатено. Значи, токму самиот назив на воспитно-поправна установа е, значи, воспитно-поправна установа и се однесува, значи, целата насока е посветена на ресоциализација на децата, која би им помогнала, кога ќе излезе од тука, да се снајдат во понатамошниот свој живот. Јас моментално за овој месец и пол немам такво искуство, меѓутоа од работените што ми има посечено дека има тројца штитеници што излегли одавде, само од воспитно-поправниот дом и се snašli, односно се нашли соодветна работа, кој што тие сметале дека им е добра и вадат финансиски средства за понатамошна нивна екзистенција. Претежно, сигурно по угостителство, пошто тука покрај Берберницата што спомна, значи имаме и кујна, кај што одредени деца, значи работаа во кујната и има инструктори по угостителство и значи се во тој дел се стекнуваат одредени знаења и што ќе им помогнат токму ете на тие деца им помогнале во надворот, да се снајдат во животот, да се запослат во добри ресторани. Значи, за крај, кога очекувате да се комплетира образованието и да се заокружи овој процес на целосна ресоциализација на децата? Па сега јас не можам точно да кажам, меѓутоа се надевам до наредната година да почне официјално со 1 септември да биде као за првачињата и кај нас официјално отворено школската година за нашите штитеници кои ќе бидат и ќе посетуваат основното и средното образование.